Во борбата против загадувањето на воздухот се вклучија и основните училишта. Откако минатата недела информиравме дека две училишта во општина Ѓорче Петров ќе го променат начинот на затоплување со цел намалување на аерозагадувањето, денеска бевме сведоци на промоција на нова печка на пелети за затоплување на основното училиште Гоце Делчев во населеното место Долно Лисиче. На промоцијата присуствуваа заменик министерот за животна средина Јани Макрадули и градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин, кој нагласи дека од тука почнува големата акција за промена на системот на затоплување на училиштата, која ќе продолжи и во другите училишта на територија на општината. До година планираме на исти начин да и Гоце Делчев централното училиште да го пренамениме и Димитар Македонски. Оваа година општина Аеродром го зголеми буџетот 20 пати. Учествувавме во делот на засадување на 1800 сопствени дрва, прочистувачи за сите простории во градинките, како и за сите простории во основните училишта. Директорката на училиштето Гоце Делчев информираше дека досега за еден месец затоплување на нафта трошеле околу 60.000 денари, а од сега се очекува со употребата на пелети месечно за затоплување на ова училиште да се трошат околу 35.000 денари. Финансиски ако сме трошеле месечно, значи околу 61.000 за 1 тон нафта, денес ние ќе трошиме за еден месец само 35.000 денари. Според она што сме го воделе до сега. Нашите ученици ќе се воспитуваат, ќе се образуваат, значи во една убава и прекрасна, значи топлина во училниците, а исто така, значи ќе имаме една здрава животна средина во која што ќе се воспитуваат и образуваат учениците. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули нагласи дека ова е само една од мерките кои се преземаат за подобрување на состојбата со загадениот воздух во Скопје. Информираше дека за таа цел министерството презема и други конкретни активности. Ова е решение кое што е признато и потврдено и имплементирано во повеќе држави во свет каде што имат проблем со загадувањето. Замената или справувањето со изворите на загадување е приоритет. Во Република Македонија, во Скопје особено, клучниот извор на загадување е домашното затоплување или затоплувањето во јавните институции. И кога ќе замените нафта со поеколошки извор на затоплување, тоа не е адхок решение, тоа е континуирано системско решение кој што во долг период ќе ја подобрува животната средина овде. Не постои партнер меѓународен кој што не го потврдува планот за чист воздух. Затоа замолувам, апелирам, она што локалната самоуправа почна да го следи, да го направиме сите. Мерната станица во населбата Лисиче, која подолго време не е во функција, ќе почне да го покажува нивото на загаден воздух во текот на 2019 година, дополни Макрадули.